Со одржувањето на завршната презентација на предложената финална верзија на планот за управување со сливот на Брегалница се комплетираа активностите што во изминатите 3,5 години се спроведуваа во 15 општини кои гравитираат во овој регион. На презентацијата беа прикажани сите проектни задачи што се реализираа, а за што финансиските средства ги обезбеди швајцарскиот државен секретаријат за економски работи СЕКО, заедно со Министерството за животна средина и просторно планирање, како и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. На презентацијата во Кочани присуствуваа представници од швајцарската влада, од македонските министерства, градоначалници и вработени во локалните самоуправи, како и представници на стопански и граѓански организации од регионот. Пред присутните беше речено дека успешно се реализирале 15 мали проекти во сите општини во овој слив, а во тек се 3 проекти од вториот круг на мали инфраструктурни објекти, меѓу кои се 2 пречистителни станици во регионот, една кај Кучичино во општина Чешиново Облешево и другата за Карбинци. Од име на општинските власти од регионот, благодарност за укажаната доверба за реализација на проектот искажа градоначалникот Радко Димитровски, според кого се работи за значаен плански документ за понатамошен развој на целиот регион. Очекувам дека со оваа финална презентација на проектот Брегалница ќе се запознаеме комплетно со она што се работеше во претходните години и дека тоа ќе биде една смерница за понатамошно проширување на заштитата на водите и на Брегалница и комплетно на целокупното живење на овој наш микрорегион. Представникот на швајцарската амбасада рече дека неговата земја и понатаму останува присутна со поддршка за заштита на животната средина во Брегалничкиот регион. Од наша страна, иако сега формално овој конкретен проект завршува, Швајцарија и понатаму ќе остане активна во овој регион, во регионот на реката Брегалница. Прво, бидејќи имаме уште еден голем проект, тоа е проектот за заштита на природата, кој што продолжува и понатаму. Потоа, пред неколку недели подпишавме договор со општина Кочани за помагање на изработката и подигањето на нова пречистителна станица за отпадни води, а подготовките за еден друг проект за изградба на систем за водоснабдување во општина Делчево се во тек. Главниот менаџер на проектот за управување со сливот на Брегалница искажа задоволство од успешно реализираните задачи во сите општини од регионот. Сега ние го имаме планот како програма во која се наоѓаат сите параметри за сливот на Брегалница и се надевам дека ќе продолжиме со други активности во наредните неколку години. Убеден сум дека и тие ќе бидат успешни, затоа што имавме голема соработка и учество, не само од страна на локалните самоуправи, туку и од луѓето од целиот регион. Би потврдил дека сосема се исполнија очекувањата што ги зацртавме на почетокот, особено во соработката што ја споменав, но и во заинтересираноста на сите вклучени страни проектот да успее. Тој нема да застане овде, туку посебно е важно што за Кочани ќе продолжи со изградба на станица за пречистување на отпадни води и мислам дека по 2-3 години граѓаните ќе ги почувствуваат придобивките од нашиот ангажман. Планот за управување со речниот слив на Брегалница опфаќа и анализа за постојната состојба на теренот на сливното подрачје, но и сценарио за можната состојба со водните ресурси во следните 20 години. Тој ќе биде предаден во ресорните министерства на Република Македонија како важен документ во кој правец би требало да се одвива заштитата на природната средина. На крајот на представниците од сите општини им беа доделени признанија во знак на благодарност за успешната соработка што ја имаа со луѓето од тимот кој работеше на проектот.